8 часот и 13 минути следите Македонија наутро. Денешниот ден се одбележува како светскиот ден на раскажување бајки. Бајките се неизоставен дел од развојот на секое дете, но зошто се тие важни и кои бајки треба да ги читаме на нашите деца? Разговараме со едукаторот Марија Конеска. Добро утро. Добро утро. Зошто треба да читаме бајки на децата? Најнапред во однос на бајките, приказните и воопшто книгите, морам да напоменам дека тие се многу важни за воопшто развојот на детето од многу мала возраст, уште од бебе. Одговорот на зошто е многу широк, но еве ќе го напоменеме во однос на развојот на децата. Всушност, читањето на бајки и приказни на нашите деца помага да децата да се развиваат емоционално, односно да ги забележуваат, да ги знаат и да ги изразуваат полесно своите чувства, како и да развиваат емпатијата и емоционалната интелигенција. Од друг аспект го развиваат моралниот развој, со оглед на тоа дека најголемиот број од бајките и приказните всушност не учат на едни морални вредности, универзални морални вредности кои се важни нели за сите луѓе понатаму и како треба нашите деца понатаму да се однесуваат и да делуваат со околината. Марија, разлистувам и се подсетувам на детството, имаме од Заспаните принцези до Пинокио, до Бавицата и ѕверот, до Малата сирена, секој своја приказна. Оно што сакав да прашаме дека некои родители не сакаат овие приказни да ги раскажуваат, овие бајки на децата, велат нереални се. Кои се тие во суштина кои што треба да им ги раскажуваме на децата? Ги спомнавте моралните вредности. Кои се приказните кои што ги раскажуваат тие? Знаете, во сите приказни, во сите бајки имаме голем дел од кои учиме морални вредности. Многу е важно начинот на кој им ги раскажуваме во однос на возраста на децата. Од мала возраст многу е добро да се земат сликовници и децата да разгледуваат низ сликовниците што всушност се случува и да го развиваат говорот од најмали нозе. Но исто така многу е важно ние како родители да се вклучиме креативно во раскажувањето на бајките и на кој начин ние ќе им го пренесеме, ќе им ја пренесеме приказната, односно пораката во самата приказна или бајка. Така да ние родителите сме тие кои сме важни во раскажувањето, што е она кое ќе им го пренесеме. Колку тоа ќе биде многу имагинативно или нереално, или па колку тоа ќе се доближи до она што значи реалност за децата во оној период во кој живеат. Така да многу е важно да се напомене дека ние родителите мораме да ја пренесеме пораката од бајката, а пораката е секогаш морална и, например, имаме приказни каде што нели принцезата страда, има зло, ја отруле или така натаму. Таа ја држам сега, заспаната убавица. Да, заспаната убавица ја буцнале. Да, има нереални сцени, но важноста на приказната покажува нешто друго, кое е важно понатаму да го применат како морална вредност децата во иднина. Тука, во суштина, велите родителите го имаат главниот збор, да им дозволиме ли на децата тие во свој креативен занес да ја раскажат на свој начин приказната? Така е. Нешто кое е многу интересно е убаво да раскажуваме иста приказна некое време, да ја раскажуваме истата приказна и да оставиме и дозволиме детето само да ја продолжи, само да ја раскаже и со тоа го развиваме, освен говорот, ги развиваме и креативноста и изразувањето кај нашето дете. Така да многу е важно да се напомене дека треба да се вклучи и детето во раскажувањето, особено кога раскажуваме на иста приказна подолго време. Намерно ја раскажуваме за детето подоцна да се вклучи во самото раскажување на приказната и на свој начин. Споменавте морални вредности, ги споменавте емоциите. Еве, во суштина, мој слободен избор беше па една книга во која што се раскажува низ приказна како да се почувствува страв, како недопаѓање да се почувствува, да се справи со срамежливоста. Да. Сушност, тоа велите дека најважно на ваков начин
уште од најмала возраст да ги спознаат емоциите, да ги научат моралните вредности. Така е, многу е важно емоциите најпрво да децата да станат свесни за емоциите, да ги препознаваат, за подоцна да научат и да се справуваат. Низ приказни, преку креативен и имагинативен начин, најдобро тоа се прави, особено со овие книги кои сега ја фативте книгата, мојата прва книга со прозорчиња е многу добра книга за мала возраст, со прозорчиња каде што имаме приказна, односно кратко опишана случка, например, еве за лутината, некоја случка која е од секојдневието на децата, како да се справи, не може да најде начин, отвора друго прозорче и наоѓа начин како може решение да се справи. Да, тоа му помага на детето и на еден друг игровен начин, сушност да може и да си помогне во однос на емоциите самото дете во моментот кога ќе ја фати книгата и ќе го подсети на начинот на кој неговите родители го учат. Марија, ќе ви искористам да ми споменете неколку наслови, еве нека бидат препорака до родителите, до бабите, дедовците, што да им раскажат на дечињата. Од браќата Грим сите 15 едиции се навистина добри, во сите тие едиции навистина се учат моралните вредности, бајките на Андерсон исто така да не ги забораваме. Во подоцна, во поголемата возраст има доста други едукативни книги, како што се книгите на Хари Потер, исто така многу помагаат да се учат доста морални вредности, како и сите други приказни малечки, особено вака малечките бајки кои ќе ги најдат во книжарниците. Тоа е Снежана? Ова е Снежана и седумте џуџиња, Пат околу светот за 80 дена, Симбат морепловецот, Заспаната убавица. Да, Заспаната убавица, Принцезите танцуваат, има навистина многу поуки во секоја една приказна, но исто така многу е добро и родителите да измислуваат приказни и да раскажуваат и на свој начин. Јас морам да напоменам еден наш пријател, навистина бевме онака многу позитивно изненадени кога ни раскаже како на своето дете ги раскажувал приказните, особено Снежана. Не, Црвенкапа, мислам дека ни раскажуваше, Црвенкапа, поврзана со новото време, со мобилните телефони, па како интернет снемало, па отишле таму. Баш имагинативно опишано, па викнале да им го поправат интернетот, бабата не можела да го поправи интернетот. И тоа беше многу забавно и интересно му е на детето, бидејќи е поврзано со ова ново време. Така да, добри приказните да се измислуваат и поврзуваат со се она кое децата го доживуваат. И она што го носи новото време. Ќе ви искористам само кусо да ни кажете каков настан подготвувате на 1 март, всушност и значењето на бајките. Така, Фондацијата Маријановиќ, заедно со Бирото на развој, Филолошки факултет, Државен испитен центар, од каде што имаме податоци за ПИСА, бидејќи имаме веќе податоци дека читањето е многу намалено, желбата за читање и учење воопшто е намалена и разбирањето кај учениците е многу намалено. Еден од фактот кој не е изоставен е дефинитивно нечитање приказни и бајки од најмала возраст, односно самите приказни бајки носат кон желба за учење, читање и пишување кај нашите деца. Така да, повеќе институции се собрани на Филолошкиот факултет на 1 март. Имаме настан, односно фокус маса на која разговараме сите заедно да донесеме идеи како родителите повеќе да обрнат внимание на читањето на бајки, односно зошто читањето на приказни бајки е важно, зошто воопшто читањето за нашите деца е важно и што се развива кај нив. Марија, благодарам. Благодарам и на вас.